Почитувани гледачи, како што најавивме на почетокот од ова издание на Вестите, гостин во студиото, мој денешен гостин во Вестите е наставничката Билјана Гунова, наставничка која што многу струмичани веќе ја знаат, не само дечињата, туку генерално и сите жители на општина Струмица. Билјана, добре дојде во Вестите. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Така. Зборуваме, те поканивме тебе, бидејќи си многу активна како наставник. Нашата екипа новинарска постојано е со тебе на терен понекогаш кога имаш и активности. Пред малку дознав дека работиш на нова активност, која што се надевам дека ќе биде снимена од нашата екипа. Станува збор дека ти, заедно со дечињата, го цртате и дотерувате оделението за педиатрија во Струмичката општа болница. Кажи ни малку повеќе за тоа. Од каде идејата за една таква благородна работа? Па, минатата година бев во Германија и таму имав една ситуација, значи каде што можев да присуствувам во болница и видов како изгледа болницата во Германија и си реков зошто не може и тука да се направи нешто за да може децата да се чувствуваат поубаво кога влегуваат внатре. Значи да не биде да се исплашат од белите мантили, од белите ѕидови. Да, се да биде бело. И решивме да го направиме малку пошарено, значи ги нацртавме сите можни ликови од Дизни сериите. Купивме постелнина, значи за сите можни креветчиња. Имаме уште многу работа, на полека се надевам дека ќе го средиме. Ми помагаат дечињата од претходниот клас. Голема благодарност до Јана Мицева која ги црта, значи ликовите и која што е чудо од дете. Така. Активност не само како наставник внатре во училиштето и сите оние пропратни образовни процеси кои што следуваат нели во училиштето, но и надвор од училиштето. Еве цртањето во оделението на педиатрија е една од активностите кои што нели да не расплинуваме нели со активности кои што веќе како што и најавив многумина веќе се сведоци на твоите активности заедно со децата, учениците, твои претходни ученици, сегашни ученици, но на кое што сакам да го задржам вниманието. Можеби ќе ни станеш и колешка. Се надевам. Да станува збор дека вие како наставник заедно со дечињата планирате активност на терен која што треба да биде снимана. Да. Емисија. Зашто станува начално збор иако е многу рано нели да откриваме детали на гледачите? Па вака ми дојде една идеја дека можеме да направиме некоја емисија со децата, односно да ја запознаеме Македонија преку очите на децата. Идејата беше понудена до вашиот канал и се согласија, се надевам дека ќе седнеме да ја реализираме. Ќе патуваме низ Македонија и ќе видите за што станува збор. Значи се уште е рано да коментирам се додека не ја направиме првата емисија. Така, станува збор за дечиња од Струмица? Од Струмица, да. Тоа е моето оделение, значи ќе патуваат, ќе земеме и други дечиња во другите училишта, да не биде само стрикно значи со мојот клас. И претпоставувам дека прво ќе биде едно планинско село, кој што ќе го посетиме и ќе видите за што се работи. Значи ќе биде доста интересна емисија. Значи нема да биде забавна емисија, станува збор за образовна. За образовна, да, образовно научна значи емисија во која што ајде ќе открием дел, значи ќе научат да се снаоѓаат и во природа, ќе научат да се снаоѓаат и во некои места каде што на пример нема ни училиште, каде што нема жители толку многу и ќе видиме како ќе биде. Така, но нема да ги исклучите сигурно и урбаните средини. Секако. Така. Значи, но прво ќе почнеме од тие делови во Македонија каде што не се биле. Значи, дел од децата сигурно не ја прошетале Македонија, така да прво ќе почнеме од едно планинско село, а потоа ќе видите за што станува збор. Така. Ти благодарам што одвои време и што беше дел од Вестите на ВИС. А со тек на време секако на нашите медиумски простори образовно-документарните емисии веќе се реткост, па така она кое што го подготвуваме. Се надевам дека и во понеделник ќе бидете со мене, бидејќи е меѓународниот ден на лицата со посебни потреби, имаме една интересна активност во ресторан Шалом. Така, ти благодарам уште еднаш. Благодарам. А ние почитувани гледачи продолжуваме со остатокот од Вестите.